Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Рут, дали мислиш дека Тери ќе умре? Но се молев Исус да го излекува. И јас. Но не знам дали Исус ме слушна. Ако си една од овците на добриот пастир, тој секогаш те слуша. Како се прави тоа? Кажи му дека сакаш да му припаѓаш. Рут му ја покажа на брати сликата на добриот пастир што ја даде пасторот. Филип гледаше во неа долго време. Да, сакам да го направам тоа. Те молам, остави ме сам. Набрзо неговото блескаво лице откри дека сега му припаѓа на Исус. И едно писмо од Тери ги направи двете деца пресрекни. Драг Филип, драга Рут, повеќе не сум во болница. Ве молам дојдете да ме посетите. Мојата адреса е Колиба Бреза на потокот во шумата Вилден. Вашиот Тери. Колиба Бреза на потокот? Нивниот пријател живеел во таа распадната колиба? Филип внимателно тропна на вратата. Што сакате? Тери не покани. Вие ли сте децата што беа со Тери кога имаше несреќа? Влезете. Тери лежеше неподвижен во креветот. Изгледаше страшно, слаб и блед. Заплака кога ги виде двајцата пријатели. Филип и Рут не знаеа зашто да разговараат со него. Во неговата соба беше мрачно и задушливо. Тери имаше големи болки. За ручек испи чаша чај и касна тенко парче леб. Филип и Рут никогаш не помислија дека Тери е толку сиромашен. Дома се и раскажаа на тетка Маргарет и решија да го посетуваат Тери секој ден. Ке му го однесам мојот албум со цртежите на шумата. А јас ќе земам торба со јаболка и Библија со приказни за добриот пастир. Ке дадеме на мајка му пари од нашата касичка, за да може да купи млеко за Тери. Зар не би биле доволни половина од парите? Ке ги земеме сите со нас и ке решиме по патот. И токму тоа го направија. Можеш ли да погодиш со кого се сретнаа на патеката среде шумата? Ке дознаеш во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!